Брза железница, гасовод и взаемна поддршка во делот на ЕУ пристапувањето. Тоа беа главните теми на средбата меѓу врвот на македонската и српската влада денеска во Скопје. Првата посета на еден српски премиер на земјава по смената на власта беше и за да се опипа пулсот на новата влада за идејата за брза железница по коридорот 10, од Атина на југ па се до Виена на север. Многу значајно прашање за Србија е да ја слушнеме стратешката одлука на Скопје за железничкиот коридор 10. Верувам дека интересот и на Северна Македонија и на Србија е да се споиме железнички со брза пруга. Одговорот што Милош Вучевиќ го слушна во Скопје е дека стратешка определба на оваа влада предводена од ВМРО ДПМН е изградба на оваа железница како и интерконекторот што треба да ја поврзе земјава со гасот што ќе се испорачува во грчки Александрополи. Стратешка цел на оваа влада е да биде раскрсница на овој дел од Европа на три клучни сегменти: патна инфраструктура, железничка инфраструктура, енергетска инфраструктура. А овој проект за интерконекторот, односно поврзување помеѓу двете земји со газ е еден од тие приоритети, но тоа треба да е приоритет за Централна Европа, бидејќи ќе обезбеди опција за нови 12 БЦМ кои што сега ги нема, и од тука ќе се намали зависноста од рускиот газ. Меморандумот меѓу Северна Македонија и Србија подпишан денеска се однесува токму на соработката во делот на енергетиката. Многу сме горди на проектот Турски тек, Јужен тек, наречете го како сакате. Да го нема тој проект и да не го изградевме, Србија сега би немала природен газ. Да бидеме прецизни и искрени, ние не се откажуваме од кој било газ. Сакаме и руски и азербеџански, сите извори. Да се откажуваме од нечи газ зашто некој друг така проценува, но извинете, ние водиме сметка за нашиот дом. Ако за брзата железница и за енергетиката се зборуваше многу на пресконференцијата на двата премиери, тогаш за ЕУ интеграциите се отстапи малку време. Денешните пораки на Мицкоски и на Вучевиќ беа веќе познати без малку на ниво на фрази. Така зборувавме за предизвиците со кои се соочува регионот. Во овие турбулентни времиња неопходно е да бидеме заедно, да бидеме глас на разумот и да работиме кон стабилност и безбедност на целиот регион. Стакнавме важноста на диалогот како единствен пат за решавање на спорови и недоразбирања. Во однос на нашите европски аспирации потврдивме заедничката визија дека иднината на регионот е Европската унија. Даваме целосна поддршка на Северна Македонија на незиниот европски пат. Сметаме дека ЕУ мораше од подамна да даде можност на Северна Македонија на незиното евроинтегрирање. Тоа сакаме јавно да го кажеме. Веруваме во заедничката европска приказна за целиот регион. На тој начин ќе се релаксираат меѓусебните односи во регионот. Западен Балкан заслужува шанса и поддршка од целата ЕУ. Ниту едниот, ниту другиот не кажа што конкретно ќе преземат за остварување на таа цел и влез на двете земји во Унијата. Премиерот Мицкоски него ни спомена одвојувањето на Македонија од пакетот со Албанија, кој значи застој во пристапниот процес и најверојатно ново можно повеќегодишно тапкање во место. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.